Добре дојдовте во Гастропет. Стопире го напред. Добре дојдовте во Гастропет. Зашто во Гастропет? Добре дојдовте во Гастропет. Оваа епизода е поддржана од Тонери Мак. Едноставно решение за вашиот принтер. Ова е најава за еден проект, еден серијал од видеа под работен наслов Гастропет. Јас не сум професионален готвач, не сум учел на академија, не сум работел во ресторан и не носам бела униформа. Но секако, јас готвам со години, готвам за моето семејство кое е прилично големо, за луѓето што најмногу ги сакам, а тоа е навистина доволна причина да сакам да готвам што е можно подобро. И се што знам, научив сам, иако убаво се римува. Од многу книги, од видео, од блогови, од рецепти на интернет, од луѓе што несебешно споделуваат знаење. Најмногу од сопствените грешки, прегорени сосеви, пресолени чорби, недобро испечени пици и така натака, и сето тоа беше дел од еден пат, а секоја грешка ме учеше на нешто ново. Овој прирачник не е напишан од шеф во ресторан. Тоа е прирачник од некој како тебе, љубител на готвењето, што сака да знае повеќе и да готви подобро. Сакав да соберам на едно место се што мене ми недостигаше додека јас учев. Практични совети, јасни објаснувања, технички поеми без некаква мистерија и најважно, мотивација да се ужива во процесот на готвењето. Ако јас можев да научам дома, можеш и ти. И верувај, готвењето станува уште поголемо задоволство кога разбираш што се случува во тавата пред тебе. Кога ќе чуеш името Гастропет, можеби помислуваш дека станува збор за некоја мистериозна формула или пак тајна метода за готвење, а всушност тоа е многу повеќе. Тоа е начин на размислување што ќе ти помогне да готвиш како професионален шеф. Гастропет не е само нешто што означува вкус, сос, техника, изведба, секако и подготовка. Тоа е еден цел процес што ќе те научи не само како да готвиш, туку и како да размислуваш како вистински готвач. Ова е едноставна програма создадена за да го олесни учењето на готвењето. Наместо да учиш безброј рецепти на памет, Гастропет те води низ логичен процес кој ќе ти помогне да создадеш, експериментираш и подобруваш јадења на далеку повисоко ниво. Секако, вкусот е клучот. Првата и најважна работа што треба да ја разбереш во готвењето е вкусот. Без добар вкус, ни најдобрите техники нема да ти помогнат. Замисли дека ќе имаш сите потребни алатки, совршен нож, професионална рерна, најдобра тава. Ако не знаеш како да го избалансираш вкусот, твоето јадење ќе биде просечно во најдобар случај. Откако ќе разбереш како да градиш и балансираш вкусови, следниот чекор е да научиш како да направиш сос. Без добри сосови, многу техники нема да го имаат истиот ефект. И секако, тука доаѓа Гастропет. Наместо да учиш безброј сосови, доволно е да разбереш дека сите тие спаѓаат во три основни категории. Редукција, значи имаме едно згуснување со бриење, емулзија, каде што имаме мешање на масноти и вода, како мајонез или холандес сос, и пире, блендирани состојки во кремаста текстура, како вакамоле или доматен сос. Кога ќе сватиш зошто и како функционираат овие техники, можеш да создаваш бескрајни варијации и да правиш сосови што никој досега не ги пробал. Тука Гастропет прави разлика. Ти не само што учиш техники, туку и како да ги избереш и прилагодиш за секој јадење. Но запомни, ни техниката не е доволна ако изведбата не е точна. Замисли дека имаш перфектно зачинето месо, знаеш како точно да го испечеш, но ако не го извадиш навреме, ќе биде пресушено, или пак ако не ја подготвиш тавата добро, ќе се залепи. Тоа е разликата помеѓу добар готвач и врвен готвач. Гастропет ве учи да размислувате однапред,
да планирате, да контролирате детали, да ги усовршите сите елементи уште пред да почнете да готвите. Но зошто во овој процес подготовката е последна? Може би ти изгледа чудно зошто подготовката е ставена на крајот во овој процес. Зарем не треба прво да ја подготвиме храната? Па не баш, во Гастропет подготовката доаѓа како завршен чекор, откако веќе сме испланирале се останато. Значи, го дефинираме прво вкусот, кои состојки ќе ги користиме и како ќе ги комбинираме. Одлучуваме кој сос најдобро одговара на тие вкусеви. Следното е избираме точна техника за готвење на главната состојка и останатите состојки. Ја планираме изведбата, што, кога и како ќе правиме. И само кога сето тоа е поставено, тогаш можеме да преминеме на подготовката и готвењето. Само така нема место за грешки. Овој процес не само што ќе ти го олесни готвењето, туку ќе ти овозможи да бидеш креативен и самоуверен во кујната. Едноставната формула за успех: прво вкусот, значи избери ги најдобрите состојки и направи совршена комбинација. Потоа техниката, како ќе ги обработиш тие состојки, но сето тоа треба да се помножи со изведбата. Без добра изведба, дури најдобрите состојки и техники нема да ти помогнат. А ако изведбата е совршена, можеш да направиш неверојатно јадење и со наједноставните состојки. Оваа програма не е само за почетници, туку за секој што сака да научи како да готви подобро, поефикасно и покреативно. Без разлика дали ти треба помош со разбирање на комплексни вкусови, креирање на комплементарни сосови, избирање и применување на соодветна техника или едноставно само добивање на самодоверба во кујната. Гастропет ќе ти помогне да го видиш поголемиот концепт во готвењето и да развиеш свој стил. Готвењето не е мистерија. Тоа е вештина што секој може да ја научи со правилниот пристап. Ако го следиш Гастропет методот, не само што ќе станеш подобар готвач, туку и ќе уживаш повеќе во процесот на создавањето на храната. И секако, едноставно, subscribe, лайк и следете го Гастроклуб. Последниот период ќе го објавуваме нашиот серијал Гастропет, каде што заедно ќе научиме да готвиме подобро.